Добар ден и од мене. Бидејќи сте во толку голем број, предпоставам дека темата е доста интересна, иако е често пати експлоатирана, меѓутоа сепак стамбената изградба ни представува еден предизвик за дискусија, што беше тема и на нашата седница на Сдруженијето за градежништво, која што се одржа на 11 јуни, и при тоа се расправаше за анализата која што вас ви е доставена со поголем број на податоци. Јас на почетокот би се осврнала околу самата стамбена изградба и би кажала дека во нашата земја стамбената изградба се повеќе и повеќе бележи пораст, почнувајќи ако ги гледаме одобренијата за градње, имаат зголемување, континуирано зголемување во делот на стамбената и во делот на стамбената област. Изградбата на станови бележи тренд на зголемување, на самиот диаграм е покажано, бидејќи интересот за станови е се поголем во нашата земја. Еден од мотивите или еден од елементите кои што придонесува за поголем интерес на стамбената изградба е и повластената стапка на ДДВ од 5% кај становите и стамбените згради, кои што уште од почетокот кога почна да се воведува ДДВ е малку табу тема за сите и секогаш градежниците мора да докажуваат дека на одреден период мора да се донесе стапката да биде 5%, како што е и овој последниот пат, кој што важи до 31.12.2015 година, кога со законот во 2011 година се пролонгира оваа стапка на ДДВ на 5%. Интересно е да се напомене дека веќе во последно време се почесто незавршените станови бележат тренд на опаѓање, што значи веќе се имаме побрза градба, поквалитетна градба од самите градежни предпријатија, а сигурно побрзото градење или предавање на станови носи и профит за самите предпријатија. Малку би се осврнала околу цената на метар квадратен стамбена површина, дека е направена една анализа во последните неколку години и тоа покажува тенденција на намалување на цената на станови. Оваа анализа е направена врз основа на податоците од статистика и се однесува на ниво на Република Македонија. Значи да не направиме забуна, ова се цени, просечни цени на метар квадратен на ниво на Република Македонија, а вие знаете дека и во зависност од локацијата, во зависност од градот, каде е таа локација, цените се различни и во некој период едно време достигнуваат до 2000 метри квадрат, 2000 евра по метар квадратен, меѓутоа веќе се намалуваат се повеќе и повеќе, достигнаат до 1200-1300 евра по метар квадратен сепак тоа е во Охрид и во Скопје. По подолго време се забележува и користење на стамбени кредити, кои што се користат од физичките лица. Овдека е дадена вредност на стамбени кредити во денарска, заедно во денарска и во девизна вредност, али се е во денари. Значи имаме побарувачка на кредити за купување на станови. Може би тука поголем процент има проектот Купи куќа, купи стан, каде што се даваат поволни услови за купување на стан, меѓутоа и сите компании кои што работат имаат своји деловни банки, комитенти се и кај нив се јавува користење на кредитите. Причини зошто бараме да остане стапката 5% во стамбената изградба. Направивме ние една анкета во
каде што беа опфатени околу 20 поголеми компании кои што градат станови, од нив одговорија 15 и е констатирано дека во градба се околу 2042 стана, од кои 292 не се продадени. Значи, ова не значи дека овие станови треба да бидат завршени 2015, него тоа е еден континуитет, некои станови ќе завршат 2016, 2017, меѓутоа, сепак овој процент 14%, зборувам пак вкупно, е сепак голема цифра или околу 300 станови кои што не се продадени. Во анкетата видовме дека некои предпријатија во зависност од локацијата немаат непродадени станови, меѓутоа има и компании кои што скоро во оваа година ќе ги завршат или ги завршуваат становите, а имаат непродадени станови и до 40%. Паѓајќи од сите овие елементи, ние кога зборувавме за стамбената изградба, напоменавме дека ако не се одложи стапката на ДДВ во стамбената изградба, ќе има негативни реперкусии врз целокупното градежништво, посебно кај изведувачите во високоградбата, односно становите. Јас само ќе ви прочитам кои наши заклучоци се од самата седница. Беше истакнато дека цените на становите очекуваме дека ќе се зголемат како резултат на промена на даночната стапка. Вие знаете, од 5 до 18%, разликата иде околу 13%. Понатаму се предпоставува или се оценува дека поради зголемувањето на стапката, прометот на станови ќе биде намален за 2 до 3 пати. Од тука ќе имаме намалување на приходи во буџетот на Република Македонија. Зголемување на цените на станови цениме дека директно ќе влијае на намалување на прометот на недвижности, со тоа и намалување на добивката на градежните компании, што ќе резултира со намалување на приходи на буџетот. Очекуваме намалување на инвестиции во изградба на станови, имајќи во предвид дека зголемувањето на цените на станови ќе доведе до намалување на прометот на становите. Зголемување на цените на станови ќе има негативен ефект врз пазарот во градежништвото, како и врз други гранки во стопанството кои се поврзани со компаниите од областа на градежништво. Овдека посебно реагираа производителите на градежни материјали, кои што ги пласираат своите производи во стамбената изградба и очекуваат дека тоа е ланчен систем и кај нив ќе има негативни реперкусии. Понатаму, ќе има сигурно и негативен ефект врз проведување на проектот од Министерството за финансии Купи куќа, купи стан. Да не зборуваме дека ќе има намалување на бројот на вработени, средствата кои што ќе се одлеат во буџетот на Република Македонија и друго. Од тие причини бевме јасни и гласни да кажеме дека ова стапка на ДДВ од 5% треба да биде пролонгирана за одредено време. За среќа, во петокот добивме информација од Министерството за финансии дека се подготвува нова измена и дополнување на законот за ДДВ, посебно во делот на становите и стамбените згради, каде што ќе се пролонгира оваа стапка за наредните 3 години. Значи, нема да имаме, предпоставувам, тоа сигурно ќе оди брзо, нема да имаме зголемување на цената на становите во нашата земја. Тоа е и добро и за купувачите, сигурно, и за градителите, односно за градежните материјали.